Антикорупцијска не гледа причина да оформи предмет за дел од представниците на владата, кои во третиот сет мерки промовираа парична помош за невработените, социјалните случаи, студентите и средношколците во предизборен период. Иако дел од правниците сметаат дека има причина за да се отвори случај по допрен глас. Од Државната комисија за спречување на корупција велат немале причина за испитување на случајот. Со член 8 од уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес, утврдено е дека од денот на стапување во сила на ова уредба, па се до денот на престанок на вонредната состојба, не се применува членот 34 од Законот за спречување корупција и судир на интереси. Третиот владин сет мерки, освен што дел од експертите го нарекуваат легален подкуп пред избори, се коси и со Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, предупредуваат правниците. Познавачите на правото велат дека владините правници изгледа заборавиле да ја стопираат важноста на членовите 33 и 34, кои предвидуваат забрана за вонредни исплати во периодот од денот на донесување на одлуката за распишување на избори за пратеници до денот на завршување на изборите. Предметот кој што треба да го оформи Државната комисија за спречување на корупција треба да биде насочен против одговорните лица во владата, со цел да се спречи владата во намерата да го тера очигледниот предизборен подкуп на терен. Оваа исплата на трет пакет мерки за во време на вонредна, но и предизборна состојба е спротивна на Законот за спречување на корупција, бидејќи член 34 од законот важи, односно не е престаната важноста на овој член со уредбата за прашање од изборниот процес, како што е случајот со член 8а од изборниот законник. И токму поради ова, сите оние најавени платежни картички за граѓаните и другите мерки кои што се предвидени од страна на владата, се во целосна спротивност со член 33 и 34 од Законот за спречување корупција и судир на интереси. Веќе и официјално владата потврди дека предизборно ќе дели 355 милиони евра како помош за граѓаните. Од опозицијата пак велат дека ова не било помош за граѓаните и компаниите погодени од економската криза, туку мерки за еднократен подкуп.